представувам нема сакаш да збориш за тоа YouTube драмата што беше до постите. Не ми е проблем за ништо да зборам. Не ти е проблем, пошто јас имам многу различни муавети слушано од тој тип. Па ете сега ќе ги издебатираме. Еве ако сакаш кажи од твој аспект како ја гледаше ти таа цела ситуација и можда зошто се случи целото тоа. Да. Јас пробвам да сега претпоставам збораш за фамозниот YouTube Македа шоу. Да, добро. А имало и други. Целото и се тоа после што се случуваше. Јас од секогаш мислам еве од моја гледна точка, јас се уште не се сметам за јутубер, иако сме веќе активно скоро година, добро, у мај правиме година, меѓутоа активни сме, еве секоја недела има видео, ама искрено не се сметам се уште за јутубер и тоа можам да го гледам како следач и како гледач на јутубот и од моја гледна точка не знам како да кажам, чудно беше, смешно беше и можам да кажам после тоа може да се каже се распадна јутубот во Македонија. Тогаш заврши, јас мислам првата генерација. Да, јас си го делам јутубот на две генерации. Таа беше првата, сега ова е втората генерација на јутуб. Покрај сите драми јас сум имал пракса да се држам настрана, значи да не влегвам во некој конфликт, јас сум избегнувал конфликт, затоа што пред се тука влегваше факторот да имаш прегледи, па да се крени фамово, на мене ништо тоа не ми требаше да имам прегледи. Значи ние да објавиме видео 50.000 прегледи, ко ништо можеш да имаш, можевме да имаме, затоа што сме правеле нешто што го сака публиката, сме биле харизматични за тоа. Јас мислам дека цело време сме имале некоја добра порака и дека добро влијание сме имали кон помладите. Оти не гледа и деца, и родителите, и се, и кога си измешат, значи сите те гледале. Имаш и млада и стара публика. Да. И, значи, кај мене успеала праксата, тишина да збора погласно, тоа јас да сум се огласил за некоја тема. И буквално мислам дека, можам да речам дека, има и други јутубери, ама јас со ќутење сите работи се решиле, онака, без да има некој конфликт, онака, кој што сакал може да кажи. А добро, види, и имаше неколку јутубери се огласија. Мислам дека GP имаше такво видео, он после подолго време го имаше објавено, бидејќи мислам дека и он исто како тебе сакаше си се држи на страна. Да. Меѓутоа мислам дека сега јас ти кажам од моја гледна точка, мислам дека сакаше да се држи на страна, меѓутоа нешто го изиритирало и морал, мислам не морал, ама меѓутоа нешто го натерало однатре и го направи тоа видео, го памтам баш буквално како вчера да беше. Знам кој е тоа видео, ама исто така мислам дека и Стефанатор, сега не знам за другите, ама GP и Стефанатор памтам дека има објавено видео така и сега не ќе да зазевам страни бидејќи не ја познавам ситуацијата. Можда ти ќе сакаш да ми појасниш? Јас сум си го решил моето што требало на соодветен начин, така што немам ни да заземам страна, немам никој ни да осудам, ништо. Значи, тоа што беше, тоа што јас си добив. И тоа беше тоа. И не кеш да... Немам никој ни да осудам, немам со никој конфликт. Секој што требало си каже нешто со мене си кажал, тој што си се извинил. Така. Иако извинувањата не Да, може некојаш и извинувањата и ништо да не значат. Па да, не значат. Мене, например, ништо... Можеме сега ние тука да се испокараме и на крај да си речеме извини. Да, ама не знам. Не сум некој што го памти тоа полошо, не ми е ни нешто релевантно, немам ни ништо, тоа не ми значи моментално. Тоа ми е буквално индиферентно. Гледам на тоа се што се случило. Те научило нешто од тоа, си научил нешто за понатака? Јутубот општо како бизнис и како работа и како забава, да. И се огледваш другите јутубери како ти, знаеш, после слушаш се, си видел се. И ама да, јас мислам дека може да те научи баги работи. За договарање, кај сум направил грешки, значи јас сум направил многу грешки. За договарање за видеа? За видеа, за организирање. Грешка ми била да речеме голема што сум правил се сам. Тоа е
втората генерација на YouTube то убого согледа дека не можеш се сам да правиш. Значи дека Проблем е едноставно не можеш да јас најдеш време се за што сум правил, мислам дека тој термин што постои creator burnout. Да. Јас најмногу мислам дека си го сватив на себе што значи тоа. И можеби затоа не ни снимам поќе толку. Затоа што доаѓаш до некоја точка така на сега не ми текнува збор на македонски. Кажи, англиски. На словенечки ми текнува. Сега си три, како си като тријазичен. Дуа трио Да, дуа трио. Доаѓаш до степен кај што се презаситваш и после малце тешко да се опоравиш од тоа. Некој ден може и да ти пукне онака и... Да. Кој ќе правиш сам се е голема грешка. За понатаму за да... Кажи ми вака, од што, пример, еве, може би сега не си до толку познат, бидејќи не си поактивен, Да. меѓутоа порано кога си бил попознат, да кажеме, проблем е вака со слобода, со такви некои работи, и ти доаѓаат деца, ајде да се сликаме, да си направиме муабет, па некој ќе те праша за совет, можда, еве и Иван Ајнштајн кажуваше такви работи, дека деца цело време му дајале, мислам деца, и можда и возрастни некој пат го прашувале како да снимам, како да почнам, па дали тоа некош може би ти било проблем, си сакал да едноставно никој да не те чепка кога ќе излезеш или... Публика, мислам, луѓе што ќе те среќаваат на улица секогаш имало. Значи, имало период кога било то преобемно и не сум некој што сакал многу да излегува во она. Еден период имаше кај што излегував, ама после баш си се трнав настрана скроз, значи. Епа, тоа би беше прашањето, дали тоа баш ти кажало едноставно и ти сметало да не излегуваш поише или пример... Можда влијаело, ништо чудно. Да. Ама поголем проблем била безбедноста. Значи, затоа што бев помлад, на се наидуваш, сум бил во многу незгодни ситуации. Од секоја сум се извлекал со најмали последици. За мене или за нив. Да, зборуваш, предпоставувам, за митапите или... Не, збораме за, не знам, да те нападне некој и такви работи. Ти имало и такви? Се имало. Јас мислам дека на многу јутубери тоа му се има десено. Значи имаш се, значи на 50.000 публика, да речеме како сабскрајбери или нешто, ти имаш 50.000 сабскрајбери, имаш видеа што ти се по 100.000 прегледи. Имало период кај што Скопје не било тоа во ред. Не било безбедно да искочиш. Да. Вака и да, пример Скопје и Битола. Сега еве јас за мене ќе си кажам, не сме толку познати како канал и немаме таква публика. Ја можам да си излезам комотно на улица и да си се шетам или не знам што да правам, да пием кафе у кафич. Меѓутоа, еве ќе спомнаме, например, Лазаров, не може тоа да го направи. Да, тоа во никој случај. Затоа што мора да си има конкретни каде излегува, каде си ја има повеќе слободата и... Абе, нигде излегува, не нају. Па... Јас сум подомашен човек, така што јас се држам кон тоа. Би кажал поиќе дека си интровертен или екстровертен? Интровертен многу. Многу поише? Да, за мене јас поише, мислам, премногу сум екстровертен. Може тоа, кој да прашаш може да ти го каже тоа. И, пример, може би, ако да речеме ситуација дигне каналот и се тоа, може тоа да ми биде некој проблем на мене. Порано бев по-екстровертен, не знам како, со текот на времето, средното се смени и така си останав. Поиќе сум по-затворен човек. Сега си по-затворен тип? Многу поиќе од порано. Поради факултет или едноставно веќе не ти е тоа не... Општо сум затворен човек.